Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Раѓањето на Јохан Тарчуловски беше на некој начин топ тема на минатата политичка недела и де факто Никола Груевски со едната рака го зема за министар за одбрана Талат Џафери, со втората рака де факто го гали и го прави национален херој Јохан Тарчуловски и Стојанче Ангелов се наоѓа некаде во стардината помеѓу Талат Џафери и помеѓу Јохан Тарчуловски. И ако може да биде некоја сатисфакција за Стојанче Ангелов, тој може би подобро помина од Љубе Бошковски, односно не беше фатен со некоја кеса зара во некоја од скопските кафани. Зошто минатата недела не го дочекавте на аеродромот Јохан Тарчуловски? Се отвори одредена дебата дека Стојанче Ангелов намерно не отишол на дочекот на Јохан Тарчуловски. Зошто не бевте? Како прво не бев во Скопје, бев на лекување. Како второ и да бев овде, не гледам некоја причина јас да отидам да го пречекам Јохан. Јас Јохан не го познавам. Никогаш во животот не сум се сретнал со него или ако сум се сретнал, не ми значил ништо, зборувам за периодот пред да го затворат, бидејќи не верувам дека македонските граѓани го знаеле Јохан пред да замине во Хаг. И сега се прави одредена политичка подлошка дека Јохан Тарчуловски всушност е македонски Анте Готовина. Споредбата е неумесна, не можете да направите споредба на два вакви ликови, бидејќи со сета почит кон Јохан тој работеше во 6-та управа како обезбедување на председателот и на членови на неговото семејство, и во тој кобен ден кога нашите бранители загинаа од нагазна мина, тие облекле униформа и беа во таа акција во Љуботев. Значи тој претходно не носеше униформа, односно тој има носен униформа еден или два дена, затоа во тој дел не можеме да ги споредуваме. И добро, сега може ли се влези во филм да речеме Јохан да биде начело на бранителите? Бидејќи во изминатите 4, 5 или 6 години се обидува на најразлични начини, или да ве сменат, или да ве маргинализират. 2011 година главниот татак беше на две партии, на партијата на Љубе Бошковски, кој подоцна заврши нели во затвор, и на вашата партија, и голем дел од тие бранители беа пуштени низ Македонија со куферчења пари да ја купат гласовите на десните гласачи или поголем дел на бранителите. Дали сега власта со Јохан Тарчуловски добива можност да го стави на чело на бранителите и на некој начин да го маргинализира Стојанче Ангелов? Овде има еден формално правен и еден функционален проблем. Јас од никого не сум избран за лидер на бранителите. Јас не сум лидер на бранителите. Мене така ме доживуваат повеќето македонски граѓани и повеќето бранители, но не сите. Никој во Македонија не може некого да именува за лидер на бранителите. Понатака ситуацијата ќе покаже дали некој друг ќе се наметне како друг лидер и јас се надевам дека ќе имаме такви случаи. Јас би бил среќен, радосен кога би имало во Македонија уште неколку лидери, кои што народот би ги доживувал како лидери на бранителите, со кои што заедно ќе се бореме за правата на бранителите, но и за подобра македонска држава. Од ова владина гарнитура, единствено 2001 се сеќавам на Владко Ѓорчев, кој аплаудираше во фојето на хотелот Белви во близината на Скопје на тоа што случуваше во Рачиново. Ниту еден од нив не беше нешто посериозно или воопшто не беше вклучен во таа 2001 година. Се имена ситуација која луѓе кои не служеле војска влагат во филм да дават одредени лиценци, да еменуваат историјата или да ја корат историјата по своја мерка и да определуваат кои помеѓу бранителите биле предавници, а кои биле патриоти. Ако досега имало во јавното милје или во општеството поделба на предавници и на патриоти, сега влагат во еден нов филм, а тој е во рамки на бранителите да прогласуваат предавници и патриоти. Значи предавникот е Љубе Бошковски, предавникот може е Стојанче Ангелов, односно секој кој не гласа за ВМРО ДПМН е предавник кај бранителите, а секој кој гласа за ВМРО ДПМН е патриот кај бранителите. Оваа состојба посебно е засилена последните неколку години и ВМРО ДПМН ја користи како една од техниките за добивање на изборите. Секој оној кој што не се согласува со нив, тие го прогласуваат за предавник. Несогласувањето со ВМРО ДПМН автоматски значи дека вие работите против државата. За жал, со овој медиумски мрак тие успеваат до некаде да ја форсираат оваа теза, нешто што му го направија на Љубе Бошковски. Се надевам дека еден ден и тоа многу брзо климата, медиумската клима во Македонија ќе биде сменета на подобро, кога оваа работа ќе биде сменета. Гледате од една страна, со десната рака тој му дава функција на Талат Џафери, нели? А со левата рака го гушка и го прифаќа Јохан Тарчуловски. Еден ден на таа политика ќе дојде крај.
таа е онаа дволична лицемерна политика која што сега ја продават како успешна приказна благодарение на медиумите, но еден ден ќе и дојде крај. И добро, кога гледате така спонтано како се собират едно 200 автобуси, така спонтано маса на народ, така спонтано една бина поставена во центарот на Скопје. Така спонтано имаше ден претходно објавено распоред на автобуси од каде поаѓат. И тоа Но тоа нема ништо спонтано. И тоа не чини ни еден денар. Тука не учествува државата, не учествуваат бизниси. Не, јас кажав дека е во организација на владата во претходно. Еве да речеме ништо. И сега дома не знам бранители обични кои не добиле ништо, кои едва може да се вработат, кои едва врзуваат крај со крај. И на тие бранители им давате само по 50 евра да гласат за вас. Мене ми се јаво постојано еден наш парламентарни. бранител од Ресен кој што ми бара да му помогнам со вреќа брашно. Дома месат леп. Бара вреќа брашно, не бара пари, знае дека пари не можеме да му најдеме. Се обидуваме понекогаш да му помогнеме на тој начин, но многу е тешко. Вие побаравте пред 3 дена председателот Ѓорѓе Иванов да го ослободи Љубе Бошковски, сметајќи дека треба да покаже интелектуална и човечка доблест и храброст и да го ослободи Љубе Бошковски, кој беше персонификација на војната во 2001 година од македонска страна. 4 години одлежа во Хаг, доби ослободителна пресуда, и ако некој условно речено би можел да биде пандан, не знам, на Анте Готојна, може би многу повеќе заслужува да биде Љубе Бошковски отколку што е Јохан Трчуловски. Побаравте, немате одговор на тоа ваше барање. Очекувате ли Љубе Бошковски да биде ослободен или таа кеса Зара ќе го остави таму едно 10-15 години, таму кај што е сега на бесплатна храна и легло? Иронијата со Љубе Бошковски е многу голема. Љубе Бошковски неправедно лежеше затвор 4 години во Хаг. Тој беше ослободен со судска пресуда и во прв и во втор степен. И ако на тоа ги додадеме овие 2 години кои што лежи во Идризово, до денес Љубе има ефективна казна затвор од 6 години. Поише од А е осуден на 5 години. Поише од Јосип Broz Tito. Осуден е на 5 години. Ако има доблес председателот, затоа ние пред сега повикавме како добар и чесен човек, па дури потоа како председател, надевајќи се дека еднаш ќе собере храброст да се спротистави на Сашо Мијалков и на Никола Груевски. Ќе се спротиставме, него ќе фата со некоја кеса Зара. Па се надевам дека ќе собере сила да се спротистави. Ој може манго. Ој може манго. Греф е ово што се случува за Љубе Бошковски, можат луѓето да му наоѓаат мани за се и се што, но факт е дека Љубе Бошковски од првиот ден, најпрво како тогаш државен секретар во МВР, до последниот ден како министер за внатрешни работи ја раководеше македонската полиција. Може некој да му наоѓа низа забелешки, но факт е дека тој таков како што беше ја раководеше македонската полиција. Вие поминавте подобро од Љубе, вие губите само на избори. Не го затворија во затвор. Така да веројатно ве сметат за многу помало опасност од Љубе Бошковски. Јас конкретно во неколку наврати имаше типични класични случаи на моје местење. Во последните 2 години на мене во 2 моменти ми беа нудени по $100,000, во неколку други прилики по $30,000. Работа за која што јавно немам зборувано, бидејќи треба една цела емисија да објаснам. Но филмски, со лажни презентации, значи ние... Вие некаде пред 2 месеци, значи не постарано пред локалните избори, излеговте и кажавте, односно напишате на вашата социјална мрежа, на Facebook страната, дека ви биле нудени големи пари, па дори го повикавте Груевски да каже кои се луѓето кои ги пратил. И сега го повикувам, нека каже јавно. Еве вие. го повикувам Никола Груевски, јас нема да кажам затоа што јас знам докаде во една борба може да се оди. Јас почитувам одредени непишани правила. Пред локалните избори ви понудиле На 28 февруари. колку пари ви понудија? Не можам да зборам за пари. Подобро, малку или многу е, ајде да речеме, квантитативно да ги определиме. Знаете дека оваа влада кога се во прашање, односно ова гарнитура на ВМРО ДПМН кога се во прашање пари не штеди за такви работи. Рековте $100,000-200,000, отприлика за таа некоја сума Не станува. би сакал да зборувам, меѓутоа тие се мали суми што ви ги спомнувате. Овие се $100,000-200,000 мали Па суми. видете колку пари потрошија тие за изборите, потрошија некои 20 милиона евра ако ги ставиме на И не се куќа. договоривте. Нема договор со Ево, не нас. сте. Значи ние кажавме, јас Тогаш не сте во за повеќе- политика или треба во таму да повеќе- дојдете каде до Стефан или не знам кај овој дедо Наум па да барате во свештеник да ве префатат. Ви понуделе поише од $200,000, вамо ви дале само 2 места советнички Значи, на листите од јас- опозицијската коалиција, вие не сте прифатили. Нема да прифатам јас лично како председател на достоинство за ниту едни пари да се продадам на оваа ненародна, недемократска власт. Вие ако преминавте Јас- тамо, ќе ви направија и дочек у центарот на Скопје од Сомалија, ако се враќавте. Ќе ви пееше, може Виолета Томовска ќе изваде, не мора да ја вадат Сонја Трчуловска. Ќе извадија цела гарда. Па дури Ѓорги Иванов ќе ве примеше кој што ги прима сега. Васко, јас бев во шок соба кога ги слушнав апаратите како почна да свират кога почина Оливер Китановски. Јас, Александар Серафимовски, со овие 2 раце го тоалетирав неговиот леж заедно со татко му. Го бришевме од крв.
Ние значи имаме преживеано работи кои што нема пари со кои што може да се надокнадат. Значи јас сум бирал мртовечки сандак во 2-3 часот ноќеска во близина на државна болница и потоа јас и таткото на Александар Серафимовски го земавме неговото тело и го ставивме во сандак. Кога човек ќе помине такви работи, кога крвта ќе му лета низ уста, јас бев сигурен дека ќе умрам. Луѓето кои што беа околу мене на местото кои што ме ранеа, не верува дека ќе останам жив. На некои телевизии ме кажа дека сум мртов. Кога човек ќе помине такви трауми, тогаш знае да почитува чест. Сите луѓе кои што учествувале во 2001 година за мене се херои. Некои се поголеми херои, некои ептен големи херои, но се херои. Ние во една ваква ситуација никој не го спомнува генералот на армијата Панде Петровски, никој не го спомнува генералот на полицијата Ристо Галевски, и двајцата починаа од срцев удар. Нека е лесна земјата. Никој не го спомнува Јосип Бошевски, почина од рак, беше командант во Тетово. Значи, ние имаме такви ликови, ние како достоинство покренавме иницијатива конкретно за овие 3 лика, но и за други луѓе кои што загинале или починале подоцна, да бидат по нив на крстени некои улици, булевари, но нашата иницијатива отиде во празно. Знаете ли кај е грешката? Кажете. Што потегнавте иницијатива за тие 3 генерали? Ако потегнавте иницијатива за генерал Никола Груевски, сигурно подобро ќе поминавте. Па ние потегнавме иницијатива за мртви. Никола уште е жив. Да, меѓутоа е бесмртен. Гледате, 7 години победува. Кај ќе стигне победува? Цел свет го покори. Економската криза е совлада, напри све живо и диво, а вие не побаравте од него да го прогласа за почесен генерал на војната од 2001 година. Побара тоа неговите најблиски. Да не ви изненади ако некој од неговите медиумски поклоници во некој од наредниот период побари такво нешто. Добро, господине Ангелов, сте поминале низ сито и решета во животот, сте учествувале во тие 9 месеци во војната 2001 година и на крај завршувате во Сомалија. Да работите на оние бродови или не знам, но на територија... Тоа беше мој избор, ја не завршив таму, ја одбрав да отидам таму. За пари се разбира. Добро, така ли завршат бранителите? Не сите. И добро, вие побаравте, сакавте да им го решите статусот, кој им дадо по 50 евра, вие гласат и 2011-2013 за нив. Лошо што така ќе биде и во наредните избори на другите пословни. Добро, ви ги купуваат бранителите за вреќе брашно. Значи, тие можеле да се бранат или да ја бранат Македонија, но не може да ја бранат својата екзистенција. Знаете, мизерно кога гледате бранители по Источна Македонија, по Прилеп, по Битола, кои се купувани нови избори за на вреќе брашно. Сиромаштијата си го прави за 10-15 евра. Ако македонските граѓани не се толку сиромашни на дното, кога би имале можност да работат кога сакат и кога би можеле да ја променат и работната и професијата да работат нешто друго, тогаш не би можел никој да ги купи ни за 500 ни за 1000 денари. Но тргнете, еве од вас новинарите, еден новинар кој што работи во одреден медиум, ако покаже малку гордост и не ги слуша неговите надредени, каде потоа ќе бара работа? Каде сега новинарите од Фокус ќе најдат работа? Слободан Близнаковски е координатор на ВМРО Народна партија за третата изборна единица или за тој Македонски исток. Во неделата тој беше задржан некаде повеќе од 8 сати во полициска станица во градот Велес, бидејќи се заканувал на советничката од редовите на ВМРО-НП, која преминала во редовите на ВМРО-ДПМН, наводно дека со бугарски специјалци ќе покаже дека направила погрешна политичка проценка. Формулацијата беше дека сте се заканувале на вашиот поранешен секретар на општинската организација во Велес, која сте ставиле на советнички листи и која веднаш на редниот ден или на првата седница на Конститутивниот совет на општина Велес преминала на страната на ВМРО-ДПМН, дека сте донеле бугарски специјалци. Значи, крајно несериозно е сето тоа кој што го направи господијата. Мисля, стварно ке сте донеле бугарски специјалци. Во еден момент бевте персонификација на Тодор Александров или на Ванчо Михайлов, се реков, овој човек можеби е новиот Тодор Александров во Македонија. Ви благодарам за споредбата, меѓутоа далеку сум јас од такви личности како што се величини Тодор Александров. Ниве политичарките ваши више не се Мара Бунева. Не. Стана предмет за подкусурување, за жал во политиката. Повеќе Титови леви сили, знаете. Да. Не се веќе нико Мара Бунева, не се нико Тодор Александрова, не е поиште ко Титови леви сили ми доаѓате. Во зависност од понудата, ја колку што ми е познато ги спомнавте Титовите леви сили. Во првиот круг беа за еден кандидат, во вториот круг, веројатно според понудата, преминаа од другата страна. Овие ваши, значи, членови не се ни Тодор Александров, ни Мара Бунева, ти имат некоја сериозна говорна мана, не можат не да ја кажат на власта. Па, може така да се каже. Очигледно дека не се подготвени да се спротистават на власта, затоа што
имаат многу ниска точка на топење. Како што сега стојат работите, почитани гледачи, партијата ВМРО-НП на Лјупчо Георгиевски можеби во овој момент е најголемиот трн во окото на ВМРО-ДПМН, бидејќи на изборите 2011 година и сега на изборите во 2013 година најжестоките притисоци на власта всушност се насочени кон ова партија и мене ми се чини дека Никола Груевски и партијата ВМРО-ДПМН ќе здивнат или ќе им олесни кога ВМРО-НП всушност ќе згасне и ќе се претопи повторно во ВМРО-ДПМН. Они ќе се смират душата во оној момент кога и последниот член на ВМРО Народна партија ќе влезе, ќе се врати во ВМРО ДПМН. Не може да прифатат да постои друг субјект кој што го има презнакот ВМРО. И ја носи идејата, старата идеја од 90-та година. Немој тоа да го забравите, затоа што ВМРО ДПМН веќе не е партија. Ако можете да приметите, туку е едно движење. Слободан Близнаковски се сомнева дека за целата ова ситуација постои одредена политичка режија, бидејќи во неделата некаде во предпладневните часови тој е повикан нитен состанок на партијата ВМРО-НП во градот Велес на кој се присутни 9 члена. На тој состанок е присутна и советничката од редовите на ВМРО-НП која е преминала во редовите на ВМРО-ДПМН или поранешната секретарка на општинската организација на ВМРО-НП во градот Велес и на тој состанок таа инсистира на една средба во 4 очи со Слободан Близнаковски. Таа средба се остварува, после завршување на таа средба, полициските специјалци или полициските единици го арестуваат или го приведуваат Слободан Близнаковски, останува 8 сати во полициската станица во Велес и како што самиот вели, му бил покажан жолт картон. Следниот би бил црвен картон и можеби би завршил ко Љубе Бошковски. Значи во неделата вечер вас ве затварат бидејќи се заканувате дека со бугарски специјалци ќе покажете дека сгрешила. Па вака да ви кажам, воедно јас сум и координатор на изборна единица број 3, значи ја покривам, да, комплетно, од Велес па до Делчево, Берово, Пехчево, натака до Паланка. Ке ќе се прат најголемите, Таламбаси, Дубари. Да, и да речеме, најголемо иселување на гешефти. македонците од Македонија. Да, тие се иселуваат физички, меѓутоа не се иселуваат на гласачките места и не се иселуваат на избирачките списоци. Таму некој си гласа за нив. Да, се враќаат со автобуси, ги враќаат назад незадоволниците кои што избегаа поради сопствената неегзистенција во државата и ги враќаат со автобуси да гласаат И ги пуштаат пак низ Европа да печелат и да го полнат делумно буџетот. Вие сметате дека сте всушност уапсени не толку многу заради Велес, колку да не може да се откриат некои работи за трета изборна единица, бидејќи така го почнавте вашето одговор. Да. Значи, според мене, ова не беше ништо случајно. Се беше добро организирано. Едноставно, одидов на состанок со мојот помошник, каде што дискутиравме за поминатите локални избори, резимиравме што се случи и ја повика господјата Рајна да дојде да ни даде образложение зошто ја напушта партијата, дали има забелешки на раководството општинско, Значи, вие немате централно, така натака. предходно информирано дека ќе има состанок. Значи, таа е повикана во моментот кога вие сте присутен во Велес или предходно знае дека ќе има таква да кажам, средба? јас бев информиран во неделата наутро дека ќе се одржи вечерта состанок во 20 часот, ме информира председателот на општинскиот комитет. И сте повикани како координатор Како координатор на трета да изборна присуствувам единица. таму, јас нормално се појавив, веќе беа седнати, отпочнати со состанок. Меѓутоа не беше господјата Рајна. Беше внатре. Значи беше внатре. Да, апсолутно. Значи, таа Се гласа- поздрави со председателот и со неа. Значи таа гласа за ВМРО-ДПМН, значи како советник воопште на Велес е на страната на ВМРО-ДПМН, но присуства на ваши состаноци ко ВМРО-НП. Не. Она беше поканета да даде образложение зошто ја напушти ВМРО Народна и премина во ВМРО И добро, ДПМН. нели беше малку чудно. Знаете, ако вие направите таков еден, тоа исто кога довикнете на извршен одбор на ВМРО-НП, Маријан Додовски кој веќе ја напуштил ВМРО-НП ко председател. Видете вака, ние очекувавме од господјата да ни даде соодветно образложение, затоа што од она што јас го слушнав од неа, она вели дека и вршеле притисоци, закани и така натака. И реков, доколку вие не можете да ги одбиете тие притисоци. Тешки притисоци со работни места, тешки притисоци со пари, така да тешко се издржува. Добро, веројатно сакаше се оправда пред нас, за да премине Тешки се во тие ВМРО. притисоци, знаете. Да, сладки тешки притисоци, очигледно. И она кажа дека извршеле притисоци, затоа премина, што јас се сомневам дека е вистината, се работи за нешто друго, кое што со тек на време ќе добие. И добро, кај се заканувате, ако се заканувате? На таа средба или како што велат подосна се повлакате во некоја канцеларија мала
кај што сте тројца присутни, вие, председателот на општинска организација? Не беше председателот. Јас ќе ви кажам како се одвиваше состанокот. Значи, јас на неколку пати инсистирав да она образложи тука пред 9 члените присутни луѓе, пред комитетот и присутни двајца од Скопје, да ни каже зошто преминала. Она за цело време ме убедуваше дека сето тоа не може да го каже пред сите, туку да се повлечеме, тоест да останеме сами во просторијата, инсистира, на 3-4 пати инсистира, многу интересно. И овие членовите на општинскиот комитет го прифатија тоа, се повлекува и останавме во просторијата јас, мојот помошник Денис Димовски и господината Рајна Стојанова за да каже зошто тоа го направила. Она инсистираше на тоа. Значи, мене ми светна една сијалица дека нешто овде не е баш најдобро. Затоа што во тие разговори не кажа ништо спектакуларно. Едноставно кажа за притисоците и претеле со оружје и така натака. Некои работи наводно демек и монтирале процес каде што кривично ќе гонеле и така. Добро, на таа средба во 6 очи што велите. Да, во 6 вие се заканувате со бугарски специјалци. Господи Боже, па има уште еден присутен, не е случајно присутен Денис Димовски. Ако јас видете и претев нејзе, незиниот сопруг беше тука, надвор беше. Она можеше или да стане, да излезе од просторот, или да го дигне телефонот да го повика, или да го отвори прозорот. Покрај прозор седеше, да викне, да побара помош. Добро, кај се Она не само што го извршивме тој разговор од 5-6 минути нека траеше, ги повикавме повторно, си се вратија, она продолжи на состанокот уште 30 минути да седи, да дискутира, за да буквално пред крај и задзвони телефонот и она вика, јас морам итно да излезам, и се појави сопругот нејзин на врата, рече јас одам, еве го и сопругот, во ред, пријатно, пријатно. Тука заврши нашиот разговор. Кај сте ви апсени? Вие сте апсени во текот на трајање на тој состанок? Не. Само што заврши состанокот. Значи само што завршува. Се движевме надолу по скалите, излеговме надвор од објектот, фрлив случајно поглед нагоре кон улицата, видов полициско возило, двајца полицајци на тротоарот. Се вртам обратно надолу колата кај што ми беше паркирана, гледам уште двајца полицајци, ми стана сумнително. Почнав полека се движам со Денис и буквално полицајецот директно ми се обраќа мене. Ми беше јасно. Лична карта, предадов лична карта, господине, мора во станица да одите. Зошто велам? Добив наредба. И буквално се оддалечи од мене, разговараше со некој на мобилен, во ред го носиме во станица. Ми велат, повелете во комбето. Викам, зошто комбето? Еве ми го возилото, нека дојде полицаец со мене. Ќе одиме во полициска станица. Јас нема да бегам. Отидовме во полициска станица. 2 часа никој ништо не ми кажуваше зошто сум во полициска станица. Нити правата ми ги прочита, нити ништо. Кога видов дека сериозна станува ситуацијата, побарав после 2 часа адвокат да ми се обезбеди. Нормално ми го овозможија тоа. Дојде адвокатот, што е многу симптоматично од кога се појави во полициската станица. Замислете, за буквално 5 минути пристигна службено возило на МВР, Toyota, од Скопје. Ја просто бев изненаден, знам дека Toyota не е толку брзо возило во однос на некоја си Формула 1 која што вози, да речеме, Маса или Алонсо. Значи да дојдете од седиштето на МВР во Скопје за 5 минути до Велес, значи сето тоа било добро испланирано. И добро, која е вашата логика? Зошто влегува таков процес против вас да ви преведуваат, да ве апсат и над глава да ви стои опасноста да ви поднесат кривична пријава за сериозни закани со бугарски специјалци за господјата Рајна, кој била поранешен секретар на општинската на ВМРО НП во Велес, а сега е советник од листата на Сдружената опозиција која преминала во ВМРО ДПМН. Зошто сте одбрани вие да биде тоа правено? Па на самиот почеток ви кажав, нели сум координатор на изборна единица. Добро, и вие да сте координатор. Да. Што вие би можеле да откриете или која порака преку тоа може да испратат? Не станува збор дека јас нешто спектакуларно ќе откријам, меѓутоа они моето движење низ Источна Македонија постојано го наблюдуваат. Значи јас се движам низ комитетите на Источна Македонија. Они сакаат секаде да победат 100-0, господине. Мислите дека присуството на ВМРО НП, такво какво што е во Источна Македонија, нив и понатаму им пречи? Зошто да не им пречи? Они сакаат апсолутна власт. Па вие тогаш подобро сте поменали од Љубе Бошковски. Сигурно. Вас во однесо на информативен разговор. Така, 12 часа ме задржа. Меѓутоа не ви дадоа кеса Зара. Може би вас некој манго кеса. Сега, вака да ви кажам, она што ми го кажаа двајцата инспектори
пред адвокатот, од кога дадов изјава, адвокатот рече дали сме слободни да си одиме, вие да вика, ама оно станува, ќе биде изнесен пред истражен судија. Просто бе фрапиран. Пред истражен судија врз основа на партиско-полициска местинка. Ви купуваат луѓето како да купуваат, не знам, зејтин во самопослуга. За жал, начнувате тема каде што веќе доаѓа до израз сумата на пари. Да речеме, ставаме збор од она што она ми го има кажувано, дека она своето семејство го издржува со некаде цирка 9000 денари преку едно граѓанско здружение каде што работи. И сега замислете, одеднаш нејзи се отвара пат од анонимност да стане личност, каде што ќе добие за како надоместок советнички 14.000 денари месечно. Да, и вие ставате на советничка листа. Да, ние ставаме затоа што ја проценивме како место. добар работник во општинскиот комитет. Јака проценка сте направиле, значи, чим сте ја процениле како добар работник и честен и лојален, значи сте направиле тенјака проценка. Они Тодор Александров и Ванчо Михайлов у гроб ке се превртуваат. Па можно и тоа да не се случи, меѓутоа таа е вистината. Ние не можеме веќе да гарантираме за никого очигледно. Меѓутоа верувавме дека сепак ќе биде благодарна душа на оваа партија и ќе биде лојална на оваа партија. Барем 4 години кои што ВМРО Народни ги возможи од анонимус да стане советник и функционер јавен. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со емисијата, останат уште 2 интервјуа, почитувани гледачи. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Да бидете различен, поинаков од сите останати, да се истакнете од групата, е желба на многумина. Но како да се истакнете, кога сите истото го прават? Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да пече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Единствената општина кај што СДСМ победи во првиот круг беше општината Ранковце или поново Бранковце, со главен град селото Псача, кој што родно место на Тито Петковски или македонскиот Кумровец. Господине Тито, вака или така Никола Груевски сите во бања ќе ве прати ко пензионери? Никола Груевски си има добра стратегија која и тактика која го носи во победи сите овие неколку 5-6 изборни циклуси. Иако Бранко Цренковски се пензионира на 50 години, млад пензионер, што ќе правите вие?
Па јас исполнив услови за пензија. Ама не сакам, навистина реков... Вторник и петок се возите бесплатно или? Реков во една прилика, бидејќи неколку пати и на собраниска говорница ме прашуваа ВМРО-вците кога ќе одиш во пензија. Реков, сакам да го видам грбот на Никола Груевски, па после ќе се одам во пензија. Како беше оној вицот Ромчето оди во војска и му вели друже капетане ќе бегаме или ќе се предаваме? Што ќе прави Никола Груевски, ќе бега или ќе се предава сега со името? Никола Груевски нити има намера да прави некој договор, нити има сериозни намери Република Македонија да ја внесе во НАТО и Европската унија. Тоа за мене не е никаква новина. Никола Груевски не може да поднесе демократија во Македонија, не може да поднесе европски стандарди во водење на политиката. Посебно контрола во делот на финансиите. Бидејќи тоа е клучно, тоа се види и на овие избори. И тоа, знаете, можеше да се насети уште 2006 година со напуштање на тие преговори, тие аранжмани со ММФ. Таа една силна контрола која би била правена тука врз финансиското работење на владата. Па знаете, ако Македонија е членка на НАТО и на Европската унија, особено на Европската унија, мора да ги почитува европските стандарди во сферата и во демократијата, и во безбедноста, и во одбраната, и во трошењето на народните пари, особено во трошењето на парите. Ви имате една абсурдна состојба, меѓународната заедница толку силно го помага пред секои избори, му дава пари и за купување на социјалниот мир и за купување на гласови, а од друга страна бара од него да спроведува европски стандарди во изборниот процес. Реално во Македонија изборите не се случија на 24 март, изборите се случија на 24 декември. Кога на 24 декември се случи тоа и се изгласа буџетот, веќе беше јасно што ќе се случи на 24 март. И не треба никој да биде наивен, да знае дека кога Груевски го изгласа буџетот кој му возбедува 200 и кусур милиони евра да може да ги троши како што сака, дека изборите бе само прашање на техника. Груевски беше во една позиција да бира помеѓу двете зла. Кој е зло да го избере? Или да исфрли пратеници и новинари од собраниската сала, или да на 10 или 15 јануари да се поднесе оставка и да прогласи паѓање на владата. Зошто? Заради тоа што на 8 веќе стасуваше ратата од 183 милиони евра. Груевски тоа не можеше да го менаџира со одлука за времено финансирање, му требаше донесување на буџетот и задолжување. И веднаш, практично на 10 му стасаа парите кои што му беа ветени од меѓународната заедница. Значи, тој е подготвен за власт, за одржување на власта, не само да исфрла пратеници, мислам дека е подготвен и на најлошото. Минатата недела српскиот премиер Ивица Дачич даде одредена политичка теза, која остана помалку неискоментирана на македонската политичка сцена. Според таа теза, Ивица Дачич вели дека србите и албанците од Косово многу лесно би се договориле да се реши тој косовски проблем со евентуална размена на територии. Меѓутоа, американците тоа не го дозволат бидејќи се плашат дека поради таква една размена на територии би можело да дојде до една нова војна во Република Македонија. Сега пред меѓународната заедница има две дилеми. Целата работа горе-долу е донесена до некоја точка од каде што ќе се знае во кој правец ќе оди Македонија. Ако Никола Груевски прифати да влага во процес на решавање на проблемот со името, во што јас се сомневам. Меѓутоа, ако прифати Никола Груевски во тој, тоа значи меѓународната заедница ќе има одредена сатисфакција дека нејзината стратегија да му се истолерира сите демократски фаули на Никола Груевски можеби била исправна. Но што ако биде втората варијанта? Ако овие 7 години му се истолерира све, па дури газење на демократија, затварање на медии, без малку разнебитување на македонската опозиција на овој или на оној начин, и на крај човекот не прифаќа да го реши проблемот за кој веројатно се инвестираше во него 2006 година. За мене навистина е чудна улогата на меѓународната заедница која станува збор за Груевски и неговата политика и начинот на кој владе. И се поблиску ми е размислувањето дека во услови кога не може да се реши прашањето со Грција, која Груевски апсолутно нема намера да прави некој компромис, Европската унија најде најдобар начин за внатрешна дисолуција на Македонија, ерозија однатре. Во смисол, одличен играч кој ќе држи Македонија далеку од евроатлантските интеграции, а ќе бидат задоволни и Европската унија и Соединетите американски држави, се разбира и Грција. На тоа би го додал само прашањето со територијалната поделба на Македонија од 2004 година и односот на Соединетите американски држави. Никој не може да ме убеди дека после 21 година на самостојност
Соединетите американски држави и Европската унија немаат никаква моќ на влијание во креирањето на политичката и географската карта во Европа. Значи, нив им требаше таков играч кој со национализмот и популизмот ќе издигне, ќе гради национална свест во Република Македонија, која најжестоко ќе се спротивставува наводно за промената на идентитетот, културата, јазикот, традициите, а де факто сето тоа да биде на контото на непопуштањето на Грција за непостоењето на македонска нација и држава. За жал тоа денес е реалност. 2006 година вие се под силен притисок да влезете во влада со Никола Груевски. Да. Значи тоа е јавна тајна дека и тогашниот амбасадор Миловановиќ барем 5-6 средби во кои ме убедува дека Груевски е технократ, менаџер одличен, одморот на Калкидики и дека треба да влезете во владата на Груевски. Преголемо трпење покажува меѓународната заедница за Груевски, тоа се сепак 7 години. Значи во 7 години се решава чуда, што се вели. Значи преголемо трпење покажува да биде случајно тоа трпење што го покажува меѓународната заедница. Не само тоа, туку во 2 наврати, кога се гледа дека може да биде дестабилизиран, му фрла гума за спасување со 200-250 милиони евра кредити. И големо трпение и истори многу пари. Мислам, се покажува, ако имала меѓународната заедница честна намера... За толку пари и вие се простито ќе бевме. Ако имала сериозни намери меѓународната заедница од Македонија да направи стабилна држава, веројатно дека може и да влијаат на начинот на трошењето на парите. А вие во 2 изборни циклуси да му давате огромна сума на пари непосредно пред изборите, ништо друго не значи освен поддржување на таа политика и желба тој да обстои на власта во Република Македонија. Според тоа, состојбите во Македонија за мене, поентата ми е во следното, не е само проблем на Груевски, туку и на меѓународната заедница. И доведува под сомнеш основното прашање дали повеќе сакат мир во сопствената куќа, да ја смират Грција и да играат во недоглед на држањето на отворено прашањето за името, заедно со Груевски, или имаат сериозна намера да му кажат извинете, инвестиравме доста во вас, дефинитивно решите го проблемот, тако е проблем името, или има начин на кој можете да му порачите што треба натаму да прави. Ако меѓународна заедница сакаше да го донеси Груевски до зид, да реши одреден проблем, тоа сигурно не беше паметна политика да ги укинат сите опозицијски медиуми и тоа меѓународната заедница така беневолентно да го испрати. Сигурно не беше паметен потек да се дозволи да биде разнебитена опозицијата, да биде разнебитена демократската јавност, да бидат разнебитени сите институции, бидејќи тие сепак колку толку ќе крепеа и ќе го правеа многу послаб Никола Груевски. Стратегијата да се направи максимално силен Никола Груевски од таа позиција да може да го решава името, јас не сум сигурен дека била исправна стратегија на меѓународна заедница. Најлесно меѓународната заедница ќе го реши проблемот со Македонија на овој начин на кој што и се одвијат работите. Тоа значи масовно селење од Македонија, се што беше, што знаеше младо, јазик, IT технологија и така натаму, веќе е заминато, 450.000 луѓе веќе се надвор од Македонија, имате еродирана економија, атрофирано здравство, образование, култура, партизации до крај на судство, полиција, армија, значи цел систем не постои државни институции, тогаш доаѓате до сознание дека целта се постигнува. Македонија полека пропаѓа како држава. Ги нема сите атрибути на држава. Гледате која беше таа радост на Никола Груевски победил во Дебарца на локалните избори. 2008 година беше толку радосен што победи во ваша Псача. Дури има приказни дека во Псача 2008 година давал до 300 до 500 евра по еден глас за да може да го порази Тито Петкоски, кој тогаш излегол од коалицијата со Никола Груевски. Точно е тоа. Историја 20.000 евра во Псача, за да се изгубат катастрофално таму. Како во Псача? Имаше обично 6 или 7 луѓе кои гласа за ВМРО до 2008 година. 6 ги знаевте, 7 го претпоставувавте, предпоставувам. Тоа мојот татко покојен велеше дека од тие 7 ги знам 6, еден знам, а тие никако не ми текнува за другите 5. И на крај со 20.000 евра вие доби Псача 2008 година. Така, ама ова година очигледно не се договориле за цената. И сега Ранковце победи во прв круг опозицијата. Победи во прв, а во Псача изгуби катастрофално. Ранковце, Бранковце ќе окрстат малце. Вие победувате таму во Ранковце, а Бранковце сака да окрстат. Тоа е непоштувањето на ликот и делото на Тито. Добро, мислам дека луѓето сакат да се одолжат. Говорам за ВМРО ДПМН, за услугите од Црвенковски целиот овој период кој е начална на СДСМ.
Сега има можни две разврски на целата таа ситуација околу името на Република Македонија. Според првата разврска или според првото сценарио, можно Никола Груевски да влезе во процес на решавање на проблемот со името, во што јас помалку верувам, почитувани гледачи, односно воопшто не сметам дека Никола Груевски размислува сериозно да влезе во еден таков процес на решавање на проблемот со името. Во таква една ситуација, 7 години на инвестирање на меѓународната заедница во името на Никола Груевски и во неговата политичка кариера можеби ќе се покажат како една класично погрешна политичка инвестиција. Второто сценарио или втората стратегија, Никола Груевски воопшто никогаш да не размислувал да го решава проблемот со името и тога се поставува клучното прашање дали меѓународната заедница тоа го знаела и пред 7 или пред 8 години и намерно го донела на власт Никола Груевски за Македонија да влезе во една таква неизвестна политичка иднина. И што понатаму? Ништо нема се случи, македонецот ќе биде уште посиромашен, Македонија уште ќе биде и натаму попроблематична држава, бидејќи Груевски нема шанса да се порази во оваков контекст на односи на меѓународната заедница кон Македонија и оваква состојба на економски, социјален и демократски план во Република Македонија. Груевски не може да се порази во услови на диктатура, на авторитарно водење, не може да се порази во услови на купување на социјалниот мир. Само во оној момент кога граѓаните ќе испорачат сметка за лошото живење, ќе побарат плати, стандард, ќе барат образование, здравство, тогаш Груевски може да падне, тогаш Македонија може да смета на исчекор во НАТО и Европската унија. Да се вратиме на вицот од почетокот. Да. Го праша Ромчето, капетанот во војска. Што ќе правиме се, друже капетане? Ќе бегаме или ќе се предаваме? Што ќе правите како опозиција? Ќе бегате или ќе се предавате? Груевски нема да го реши името. Состојбите ќе се такви, вие не сте политички аналитичари, ќе треба нешто да испорачате. Што може да испорачате? Сега опозицијата пред многу сериозен предизвик. Овие избори независно... Мислам дека ова е најтежок пораз на опозицијата во изминатите 20 години или последните 7 години владење на Никола Груевски. Ние сега правиме сите анализи внатре на што се должи овој пораз убедлив. Како на најголем дел на предавства внатре во опозицијата, мислам дека голем дел имаше предавства. Па не знам предавства или... дури на крајот и Никола Груевски беше изненаден резултатот. Ни они не очекува таква бројка. И веројатно и они во тоа штампање на биометриски лични карти малку претера. Во тоа купување на гласови веројатно малку претера. Во тоа носење и таа голема преселба на народите, најголема после доаѓањето на словените. Во 7 век овде таква преселба имаше на денот на изборите, веројатно ни они не очекува дека до таков резултат ќе дојде. ВМРО ги користи се сите дозволиви и недозволиви методи и средства. Ја мислам дека и дедо ми умре некаде 99-та година, гласаше на овие избори. Јас реков една прилика. Се плашев на избори кога onda не го сретнам тамо да треба да се поздравим и така. Татко ми 2011 година гласал за ВМРО. Живее на аеродром. Аз се знае дека пред 10 години почина. Знае дека има ВМРО. Знае дека имате ВМРО-ци фамилија. Знаем, значи дека имате цело време го криевте, но еве сам кажавте дека 2011 година гласал за ВМРО да помага. Значи тоа била историска коалиција, што би рекол Дзинго, социјалисти и ВМРО-си Васил Главинов. Значи вие сте олицетворение на таква историска. Позитивно ми изненади татко ми. Познае за кого да гласа за разлика од вас. Критериум за кого ќе гласа. Политичка опција не знаете да изберите. Ја чека Македонија еден многу темен период, морам да признам. Јас сум по природа оптимист, меѓутоа сега ми се чини дека навистина еден голем знак на прашалник стои пред Република Македонија. Мислам нема ниту еден елемент за оптимизам. Денко Малевски беше поранешен министар за надворешни работи, беше 4 години амбасадор на Република Македонија во Обединетите нации во Њујорк и со него можеме да разговараме за најновиот пакет мерки на Метју Нимиц или тој пакет кој предвидува поранешната референца поранешна Југословенска Република Македонија во иднина да биде заменета со името Горна Република Македонија. Како што сега стојат работите, мене ми се чини дека тоа ново евентуално име Горна Република Македонија е многу полоша варијанта во споредба со референцата поранешна Југословенска Република Македонија. Зошто? Тоа може да го видите од интервјуто со господинот Денко Малевски. На маса беше ставен или е ставен одреден предлог, како што пренесо дел од македонските портали, име Горна Република Македонија, со која би се заменила референцата поранешна Југословенска Република Македонија. По мене вака отстрана, ако гледам, таа референца поранешна Југословенска Република, колку да звучи абсурдно, ми делува многу подобро решение од колку ова решение Горна Република Македонија. Па има впечаток дека се прави нас еден чекор кон луѓето кои што се обседнати со историја кај нас, а очигледно ги има многу овде.
затоа што во историјата може да се најдат примери за Горна Македонија и Долна Македонија и веројатно тоа е идејата, бидејќи странциве чувствуваат дека кај нас моќна е таа историска, така да наречам, струја и дека можеби е таа и одлучувачка, се обидуваат на тој начин да ги придобијат за овој свој предлог. Бидејќи, знаете, ако го анализираме тој модел поранешна Југословенска со мали букви Република Македонија, тогаш поранешна Југословенска се однесува како објаснување на република, а не на Македонија. Бидејќи поранешна Југословенска може да биде републиката која настанала од распаѓањето на СФРJ, а не Македонија. Овој предлог Горна Република Македонија, Горна е објаснување за Македонија, а не за република, бидејќи не може да има Горна и Долна Република, може да има Горна и Долна Македонија. Од тие причини мене ми се чини дека предлогот Горна Република Македонија можеби воопшто нема да биде ни разгледан, можеби воопшто нема да биде ни прифатен, но е сега ставен на маса, е многу полош од таа поранешна Југословенска Република Македонија. Од суштинско едно значење. Што да кажам? И едниот и другиот предлог се чувствуваат како задирање во гордоста на луѓето. И оттаму е целиот проблем од пред 20 години, нели? Но факт е дека ние никогаш не се соочивме со реалностите на современото живење и никогаш не си објаснивме дека нема само една вистина за Македонија, ниту пак има само една Македонија. И ако тоа успеевме некако да си го објасниме, заедно со знанието дека историјата не може да се врати, дека нашите проекции од сегашна перспектива назад кон минатото историски често не држат, можеби ќе се свртевме кон некои по-суштински теми, отколку да дебатираме за овие финеси околу името. Клучното прашање во тој нов пакет мерки на Метју Нимиц е прашањето дали името новото име на државата Република Македонија, односно Горна Република Македонија, ќе биде ерга омнес употребувано, односно ќе биде употребувано во сите можни сфери на незината меѓународна употреба. И тука има една многу интересна формулација, почитувани гледачи, која вреди да биде анализирана во оваа емисија. Според тој пакет мерки на Метју Нимиц се вели дека од денот кога Република Македонија ќе стане членка на Европската унија, меѓународното име на земјата ќе биде Горна Република Македонија и ќе се употребува ерго омне, значи во сите употреби, севкупна употреба на сите јазици освен официјалните јазици на земјата. Ако претпоставиме дека еден од тие официјални јазици е македонскиот јазик, тоа значи дека уставното име на државата сепак ќе остане Република Македонија, односно нема да мора државата да го менува своето уставно име. Две прашања ми се интересни од тој пакет кој е ставен на маса околу тој предлог Горна Република Македонија. Тука ми се две прашања интересни и мислам дека едното прашање е поприлично тешко за варење на македонскиот граѓанин, тоа е дека името би било ерго омнес или било за севкупна меѓународна употреба, и втората формулација која е многу интересна, која би сакал, ако е точна, нели би сакал да искоментирате, вели дека од денот кога Република Македонија ќе стане членка на Европската унија, меѓународното име на земјата ќе биде Горна Република Македонија и ќе се употребува ерга омнес на сите јазици, освен на официјалните јазици на земјата, значи освен на официјалните јазици на Република Македонија. Ако официјален јазик на Македонија е македонскиот јазик, нели? Дали тоа значи дека името Горна Република Македонија ерга омнес нема да се употребува, бидејќи нема да се употребува во уставот на Република Македонија, бидејќи официјален јазик е македонскиот. Тие две формулации ми се многу битни, вие ја знаете таа дипломатска лексика, што всушност се сака со оваа формулација да се потенцира. Ако се оди во суштината на нештата, основната грижа на грците од самиот почеток беше име со кое што ќе се направи дистинкција во однос на нивната провинција Македонија. Ова што овде го прочита зборува дека тие и натаму ќе инсистираат тоа да биде новото име за севкупна употреба секаде во светот, но нема да инсистираат во внатрешната комуникација да се смени уставот, лични кар и така натаму. Во таа смисла јас го разбирам. Ставен е предлог на маса, премиерот доста ноншалантно се однесе околу тоа, Али Ахмети пишува отворени колумни писма до премиерот,
Велите Ѓорги Иванов нема да се осмели тоа да го направи, тој не се осмели ништо да направи, претпоставам дека ни ова нема да може да го направи. Државата се наоѓа во една доста интересна ситуација. Владината коалиција победува перманентно на сите избори на кои ќе се појави во изминатите 7 години, а од друга страна двете или трите клучни прашања стануваат нерешени. Така е, тоа останува заклучокот дека ние во голема мерка не сме дораснати да имаме собствена држава. Ова е тешка Прилично трагично ова за е нас. тешка формулација, професоре, знаете. Тешка е затоа тешка е не уште сме повеќе затоа што дораснати, тогаш знаете влагаме во некое можеби сценарио дека ова држава е привремена држава, што еден дел од луѓето кои не сакат Македонија го кажуваат. Дали се тоа грци, дали се луѓе кои доаѓаат од Белград, дали се одредени радикални структури кај албанците, дали се одредени радикални структури кај македонците кои заговарат поделба на територии, размена на територии, но тој сомнеш и таа скепса, а бога ми тој страв, полека го разјадува македонското ткиво. Па добро, сега можеме да ги гледаме работите во очи и да ја кажеме вистината. Например, дека во моментот ние сме единствената држава на Балканот на која и треба внатрешно посредништво за да функционира нејзиниот политички систем. Помеѓу двата клучни субјекти. Така. Албанскиот и македонскиот. Не само и македонскиот и македонскиот. Тој веќе тотално разделено. Па во таа смисла, значи се доведовме до таму да речеме опозицијата биде изфрлена од парламентот, едно символично така да кажам кажување на тоа какви се и релациите внатре. Едно символично сваќање на опозицијата кокираџија. Значи некако дел од луѓето кои се домаќини во оваа држава. Туку луѓе кои се привремено тука, кои се кираџи и кога сака газдат или стопанот може да им го скрати тоа гостопримство и да ги избрка од станот. Во секој случај, иако ми е тешко тоа да го кажам, мислам дека треба трпение уште. Трпение кое го покажуваат и представниците на меѓународната заедница. Трпение за власта? Трпение да осознаеме некои работи и да почнеме да функционираме онака како што доликува на една демократија. Некни следев една дебата на BBC за односот на Запад кон Северна Кореја. И во дебатата се постави прашањето, па зошто не ги притиснеме и им кажеме во крајна линија што треба да прават, нели, бидејќи тие се многу помоćни. Велат, толку е крха целата структура, таја што навидум изгледа силна, воинствена, нели? Така. Да, воинствена. Милитарна. Толку е тоа, конечно тоа ни го докажа и распадот на Советскиот сојуз и другите комунистички земји, како тоа све се сосипа во еден момент. Толку е сето тоа кревко, што ако притиснеме, ќе се сосипе. Помислив на Македонија. И дека нивното поведение се раководи од приближно оваа логика. Ќе трпиме и автократски манири, ако треба, уште некое време ќе тактизираме, нема да ги притискаме жестоко за да не се сосипаат на меѓуетнички план, на политички, на економски и така натаму. Беше Дачичен изјава. Минатата недела која даде вели, ние би се договориле со албанците од Косово да го решиме тој проблем со размена на територија, но не го дозволат американците бидејќи се плашат дека тоа може да предизвика војна во Македонија. Видите, ние пред 23 години станавме привилегирана нација. Привилегирана нација од 1.400.000 души, веројатно една од најмалите во Европа. Доби своја држава. Доби своја држава. Од тука натаму, со сета поддршка која добиваме сите овие години, би требало да демонстрираме способност да постоиме. Грижата за она што ќе се случи од надвор, она твоја теза, што ја кажа сега за Косово, да се вратам назад, кога Кисинџер се противеше на интервенцијата на Америка против Србија, бидејќи тоа не е од некој стратешки национален интерес американски, така сметаше, тој рече дека создавањето на уште една албанска држава ќе го означи крајот на државата наречена Македонија.
Се разбира, Кисинџер не е секогаш во право и не мора да биде во право и се покажало дека знае и да греши, но факт е дека таа опасност постои доколку ние не ги продолжиме тие интегративни процеси кои што ќе ги релативизираат тензиите меѓу државите. Ако појдеме од предпоставката дека и Европската Унија и Америка денес можеби се сомнeva дека Никола Груевски воопшто сака да влезе во процес на решавање на проблемот со името, тога се поставува клучното прашање дали Европа и Америка денес ќе мора да си ја признаат својата стратешка грешка дека 7 години му дозволија сериозни демократски фаули на Никола Груевски да го донесат во една силна политичка кондиција и од таа силна политичка кондиција да влезе во процес на решавање на името. Како што денес стојат работите по Чудни Глечи, ми се чини дека таа стратегија на западните земји е де факто класично промашување. Ако Филе треба да дојде и да посредува помеѓу двете доминантни македонски партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, ако Али Екмети испраќа политички пораки преку колумна во Дневник до својот коалиционен партнер дека веќе ова не се издржува, дека е време да се стане членка на НАТО, тогаш гледате, диалогот како форма на комуникација е воопшто миниран, да не речем руиниран во рамки на Република Македонија. И ако Филе требало да посредува помеѓу македонските партии, утре ќе треба да посредува помеѓу македонските и албанските партии, заутре може и помеѓу самите албански партии. Во еден период краток можеме да имаме една ситуација да биде воопшто диалогот миниран во рамки на Република Македонија. Актуелната власт си ги врза комплетно рацете, така што не може да си ги разврзе. Конфликтноста во државата тешко ќе биде ставена под контрола. Таа конфликтност која сега има избликнато, јас не очекувам дека во еден среден рок може да на некој начин добро да се изменаџира. Нема се додека не созрее свеста дека мора да почне прво дебата и дека таа дебата е разговор на патриоти од двете страни на расправата. Ако тоа не го сватиме, ако се обвинуваме за предавство едните другите, никогаш проблемот нема да го решиме. По ова прашање мора да се раководиме од тоа начело. И оној кој е за промена на името, е патриот, и оној кој е за зачувување на името, е патриот. И секој има свој објаснувања. Ако ние не можеме таа елементарна лекција на демократијата да ја разбереме, ќе си ја доведеме државата во уште посериозни проблеми. Тука некаде кратно начата вечерашна емисија, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Возбуда која не згаснува. Новиот RAV4. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутерот минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Од сега може да имате само едно милениче до крајот на животот. Ајде. Од сега може да возите само еден автомобил до крајот на животот. Зошто? Во светот, во кој што мислиш дека има само една опција, ви го представуваме новиот Аурис. Најдоброто им припаѓа на љубопитните. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов и вечера можете да последите 4 телевизиски интервјуа. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.